Бугарија будно следи зошто македонското обвинителство отвара истрага за финансирање и регистрација на бугарски здруженија во Македонија. За актуелниот министер за надворешни работи на Бугарија, Николај Милков, отварањето на истрагата е резултат на политички процеси, а институциите требало да ги заштитуваат правата на граѓаните и Бугарија, па се надева на објаснување од македонска страна за чешлањето на здруженијата. Ние следим с внимание ситуацијата. Внимателно ја следиме ситуацијата која е поврзана и со центарот Иван Михаилов и со Здруженијето Цар Борис. За мене барањата се резултат на сите тие политички процеси кои се случуваат таму. Да не се случи луѓето кои се со бугарска самосвест во Македонија да изгубат вербата во институциите кои треба да ги штитат и нивните права. Значи, ако има конкретни сигнали за нарушувања кои ќе бидат проценети како такви, се разбира дека ќе реагираме. Во моментов следиме со сериозно внимание и даваме сигнали дека треба да се воздржиме од практики од минатото. Според Милков, во Македонија се создавала лажна дилема кај населението дека треба да се определат или за европско членство или за идентитетско прашање. Тој ја обвини опозицијата дека ги користела ставовите на дел од граѓаните за ова и повика на национален консензус. Тоа се однася на работата ни со правителството на Северна Македонија. Што се однесува до нашата работа со владата на Македонија, загрижувачки се обидите на опозицијата да ги искористи ставовите на дел од населението за различни цели. Има сили кои со силен отпор поставуваат лажна дилема европско членство или идентитет на Македонија. Не е така. Европското членство се поврзува со преоценување на минатото и со голем број пропагандни клишеа. Пред да влезе во Европската Унија, секоја земја мора да се раздели со дел од овие лажни парадигми во историскиот процес. Реакциите на Милков доаѓаат откако обвинителството во Македонија поведе постапки за регистрации на бугарските здруженија Цар Борис III во Охрид и Иванчо Михајлов во Битола под силниот притисок од јавноста. И додека се водат овие две постапки, во јавноста се шпекулира дека бугарско здружение ќе се отвори во Богданци, а ќе биде именувано по царот Фердинанд кој владеел од 1887 до 1918 година во времето на Балканските војни кога Македонија била поделена меѓу соседите.